Limen кров падна врз паркиран автомобил во центарот на Куманово. За среќа нема повредени. Причината е материјална штета на автомобил Рено Меган, како и помала штета на Опел Корса. Кровот ја турнал и оградата на училиштето Браќа Миладиновци. Сопственикот на автомобилот, Атанас Петров, изјави дека го оставил возилото на одбележаното паркинг место на улицата Народна револуција и дека по известно време бил информиран дека врз неговиот автомобил паднал лимен кров. Вели дека среќа во несреќа е што нема повредени. Очекува дека штетата ќе се надомести. Немаме повреди, јас не бев тука, значи преска го паркирав колата и другар случајно бил пролазник и ми се јави, вика колата ти е штетена. Веднаш дојдов, али тоа е, значи не можам ништо во полиција. Јавите во полиција? Крим техника извршува, сега чекаме да се тргне лимоти, па уште еднаш да види кога се процени после штетата колку е што е. Имате осигурување веројатно? Да. Се надевате дека ќе добиете? Се надевам. Значи се разбира, ова е несреќен случај, односно несреќен случај, значи никој ништо не е крив тука. Тоа е. Среќа нема жртви, се разбира. Со среќа, да, тоа е најбитно. И жителите на зградата од каде што паднал кровот велат дека слушнале силен звук кој ги вознемирил. И тие сметаат дека е среќа што е неработен ден и што нема ученици по улицата. Пола сат, 45 минути толку. И тоа беше страшно, ветер, олуја и дожд, али стварно јако е било што одеднаш на 3 пати кровот е дизан. Подигнат вратен, подигнат третиот пат како инфракт кај луѓето, третиот пат летна на улица. Има оштетување на приватен автомобил и на оградата кај основното училиште. Две приватни коли се оштетени, зградата е откриена, оджаци се бутнати. Среќа што неработен ден и школото не работи, што немаше деца. Иначе ќе настрадаше некој. Какво ветер паметите, толкова силено на ветер? До сега не. Не смее да се деси. Ово е како да каже, нестручно или како е направено. Краткотрајното невреме во Куманово, проследено со интензивни врнежи од дожд и ситен град на одредени места, предизвика сливање на вода на улиците поради неможноста на атмосферската канализација да ја прифати надојдената количина на вода. На неколку локации во градот ветерот турна и гранки од постари дрвја. Од регионалниот центар за управување со кризи нема информации, бидејќи телефонската линија е во прекин токму поради невремето. Од територијалната противпожарна единица на Куманово информираа дека интервенирале на поплавени подрумски простори на улицата Киров Етак. Невремето беше проследено со силни електрични празнења и повремени краткотрајни прекини на електричната енергија.